priče, što mi rasute sni. Večno ja sakam, postaja svoja, skopni kaže mi. Да, токму така продолжува циклусот емисии Скопје ми е дома на вистинска телевизија. Почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание, четврток секако редовниот термин. Ви благодарам што и овој пат сте на фреквенцијата на вистинска телевизија. Летото се уште ни трае, некако на крајот, меѓутоа се уште се чувствува топлото. Пратениците се вратија повторно на работа, градоначалниците се подготвуваат полека за кампањата за предстојните локални избори кои што ќе ни следуваат и сите некако полека се враќаме на работните обврски, па така продолжува и нашиот циклус емисии на локалната програма на Вистел. Овој пат разговарам со една од пратеничките во законодавниот дом. Станува збор за Катерина Димитровска, со која што ќе поразговараме за незината функција како пратеник и што се носи и се говори за главниот град во законодавниот дом, меѓутоа и нешто повеќе за матичната општина од каде ни доаѓа Димитровска, тоа е општината Аеродром, Скопската општина Аеродром. Нема да должам јас во најава да ќе се ја поздравам токму мојата вечерашна гостинка. Катерина, ви благодарам што ја прифативте мојата покана и веднаш после одморот на собранието да ни дојдете токму нам во нашата локална програма и да проговориме за тековните проекти и активности. Ви благодарам, добро сум, ви благодарам на поканата, поздрав до вас и до вашата телевизија, нормално и гледачите што не следат. Ви благодарам. Се вративте повторно на работа од таа мала пауза која што се ја зема законодавниот дом. Јас ќе почнам со она кое што е најсвежо, после ќе опфатиме што се носи вашата улога како пратеник во собранието. Меѓутоа се случи еден отчет на скопските општини кој што нас ни е важен, односно важен е за нашите сожители и граѓани на локално ниво. Впрочем, и како што и нашата емисија, односно какви што и теми покриваме ние овде, се случи 4 години работа за тебе, отчет на скопските градоначалници, бевте присутна таму. Што се случуваше? Проекти, настани, посветеност проекти и резултати за сите. Тоа чи нам беше мотото. Така е, да. Какви импресии носите од? Да, се случи саем за отчет, 4 години работа за тебе. Тоа го покажа сите градоначалници од градовите на ВМРО ДПМН, кои беа присутни на саемот во Holiday Inn и го дадоа својот отчет. Тоа можеше да се проследи на YouTube, исто така да се зема во хартиена форма на штандовите што беа поставени по регионите. Имавме панел дискусии. Градоначалниците работаа посветено, одговорно, иако не им беше лесно, мора да признаеме. Претходните 3 години пред да дојдеме ВМРО ДПМН на чела да води државата, се соочија со многу проблеми, која има блокада од централната власт но со многу работа, труд и посветеност, тие ги надминаа тие проблеми и гордо говореа за проектите што ги ветеле во своите програми кога ја се кандидирале за градоначалници. Морам да истакнам дека грото од градоначалниците ќе бидат повторно кандидати за градоначалници, а тие што нема да бидат, не значи дека не работеле како што треба, него надминале тоа, може кога на нека друга функција каде што може повеќе да придонесат. Вториот ден се споивме некако локално со централна власт на саемот, тоа беше во неделата. И тука граѓаните можеа да видат дека е многу важна соработката, општинската самоуправа да има поддршка од централната власт. Тоа го докажа владата со двата јавни повици за обезбедување парични средства за проектите каде што аплицира општините. Видовме колку е важна поддршката на централната власт.
сите општини добија проекти со само една година, се развија уште поголеми, помодерни, поурбани општини, секаде се работи каде што има потреба во сите делови на општината. Така, оно што е интересно е тоа дека покрај ваквиот колективен отчет на скопските општини, секоја општина како да си зема за обврска и одговорност пред своите жители да излезе со свој посебен отчет за сработеното. Излезе ли општина Аеродром пред граѓаните со отчет за сработеното во овие 4 години од мандатот на градоначалникот, кој што чинам дека не беше од почетокот, веде градоначалникот Митевски и советот на општината, колку општината е блиска и транспарентна и со што излезе пред граѓаните. Да, така. Градоначалникот Дејан Митевски, една година градоначалник на општина Аеродром, е вида градоначалник. Претходникот негов Тимчо Моцунски е сега министар за надворешни работи и градоначалникот ја превзема неговата работа на претходникот и почна да ги реализира проектите што ги имаше започнато градоначалникот Тимчо. Тој беше председател на Советот на општина Аеродром и не му беше тоа толку тешко. Беше запознат со ситуацијата во општината и секако дека излезе со 4 години мандатот како помена со проектите на општината Аеродром. Можеме да кажеме дека се реализира многу проекти. Можам да ви го покажам отчетот што го делевме, изгледаше вака. Можам и да ви го подарам да го прочитате, да видите што се случувало во општина Аеродром. Општина Аеродром за прв пат има 3 капитални проекти. Тоа е доградба на училиштето Блажа Коневски, 18 нови училници со кујна и лифт, доградба на градинката Изворче за капацитет за 200 дечиња и нова спортска сала во Долно Лисиче. Морам да истакнам дека овие дечиња нема воопшто спортска сала. За прв пат Долно Лисиче добива спортска сала. Таму решаваме уште еден проблем во Долно Лисиче. Долго време има проблеми со водоводната мрежа, сега се реконструира и ќе се реши тој деценески проблем. Се градат, се работи над 30 локации моментално во општина Аеродром. Се прават улици, тротоари, плочници, се реновираат сите училишта во општината. И, Катерина, чинам дека вие постојано сте на терен со градоначалникот рамо до рамо во вашата матична општина, меѓутоа и нели како активна, секако како пратеник, имате своја пратеничка канцеларија. Што значи ова во пракса и колку сте достапна за граѓаните, односно колку таму се чувствуваат слободни и отворени да ви се обраќаат и има ли пракса за вакви пратенички канцеларии низ општините? Да, повеќето пратеници, скоро сите пратеници од редовите на ВМРО ДПМН имаме своја пратеничка канцеларија, каде што може да имаме средби со граѓаните. Обично поради обврските во собранието гледаме петокот да ни е слободен и во петок да имаме средба со граѓаните, но тоа го правиме секојдневно. Јас лично не ја отварам само во петок пратеничката канцеларија, не сум само во пратеничката канцеларија, повеќе сум на терен, излезана надвор. Меѓу луѓето кога ја паравме поддршката, гледам сепак да отидам нистото пазарче на плочникот во Бисар. Искрено ве кажам, граѓаните осеќаат една промена и поинаков пристап. Кога почнавме со средбите со граѓаните, усеќав малце како недоверба, посебно спрема пратениците, но како поминуваше времето, кога ќе видам дека ќе ги скомуницирам, дека ништо се направило за тоа што сме разговарале за проблемот што дошле, се враќа довербата и се остава една сигурност кај граѓаните и мислам дека сите го чувствуваат тоа моментално. Остана ли нешто што не се започна или не се доработи, можеби во општина Аеродром во текот на овие повеќе од 3 години мандат на градоначалникот и советот, а што е клучно за граѓаните и кои што тие можеби сега го бараат токму и од вас? Видете, во општина Аеродром се работеше во полна парија колку што можеме да сработиме. За жал не е реализирано се, но тоа не е наша вина. Како што кажав, имавме 3 години централна власт, што не сакаше апсолутно никако да им помогне на градоначалниците. Нема слух, ајде за нив, него ни за граѓаните кои требаше да мислам на сите граѓани. Исто така немавме соработка со градот Скопје. Најголеми забелешки имавме во општината за хигиената.
Тука морам да го поздравам и јавното предпријатие на општина Аеродром, каде што директора Благоја Ѓоргиевски работат деноноќно, можам да кажам и сабота и неделе, се трудат да го сработат и тоа што не е во рамките на општината, но оди тешко, немаме доволен капацитет за тоа. Исто има реализирано неколку, мислам дека 2-3 проекти што не се реализирани, са сигурно ќе се реализираат, тоа е некој кружен текст и така на некои пропратни работи што ги имавме ветено, но клучните работи се реализирани и морам да се пофалам и со еден нов мултифункционален центар во општината Аеродром. Ова аеродромци, граѓаните, жителите на Аеродром го бараат долги години, сега конечно го добиваме. Ќе биде 1500 метри квадратни површина со 240 столчиња за седање, каде што ќе може да имаат и лицата со попреченост пристап. Ќе биде еден модерен мултифункционален центар, културен дом, каде што ќе се пуштаат, ќе има кино, театар представи, ќе има исто. Така, нешто подоцна ми е планирано тоа во концептот, ќе ги споменеме сите оние тековни активности кои што се случуваат во општина Аеродром и тековни проекти. Јас овде ќе искористам можност да побарам и од режија да ни пуштат дел од материјалите кои што јас ги подготвив за токму за општина Аеродром, а после тоа ние ќе го прокоментираме 20 годишниот роден ден на една самостојна независна општина. Прославивте со церемонија, со културна програма на која што доделивте и признанија за сите оние важни, значајни луѓе кои што оставиле белек во Аеродром токму. Колку во текот низ годините се менуваше општина Аеродром, Катерина, како жена која што била дел од случувањата, била дел од советот, била дел и сега од сето она кое што се случува таму? Така е, да бидам искрена, Аеродром си има многу смената лика на Аеродром. Можам да кажам дека една од најурбаните населби, една од најголемите населби во Скопје, може и во Македонија. Аеродром има најголема зелена површина од сите општини, но во меѓувреме многу се градеше и лика нормално си има многу смената. Затоа морам да се пофалам пак за 4 годишниот мандат од овие локални избори што измина. За 4 години се издадени дозволи само за 1000 станови, од кои поише се индивидуални куќи, што тоа до сега не била пракса во минатото. За прв пат градежни маркици се пренаменуваат за маркици за паркови. Така, тоа е добро. Да, и сега прославивме, како што кажавте, годишнината 20 години општина Аеродром на еден поинаков начин во паркот Јане Сандански, со доделија признанија на сите жители на општина Аеродром со некоја своје животно дело што придонесла, што биле тука, се доделија признанија исто и на вработените на општината, кои повеќе од 10 години работат во општината. Беше еден културен, урбан и убав настан. Токму така да преминеме на оние тековни проекти во општина Аеродром, во соработка со централната власт, односно на јавниот повик во кој што владата додели средства за општините, учествуваше и општина Аеродром. Претпоставувам дека нели аплициравте за нови проекти кои што ќе се случуваат во општината, со што аплицираше, колку помош во пари доби општината? Општината Аеродром аплицираше со повеќе проекти, некој ги кажав на почетокот, тоа е училиштето Блажа Куневски со капацитет од 18 училници, кујне лифт, градинката Изворче со капацитет над 200 дечиња. Сега пред 2 недели исто се потпиша договор за доградување на нова градинка на Пчелка, што е во Лисича, и таа ќе има дополнителен капацитет, ми се чини околу 70 неша дечиња нема фаќата за збор. Се прави нова спортска сала во Долно Лисича, се реконструира над 30 детски игралишта, спортски игралишта. Споменавте и на почетокот дека соработката со централната власт е на добро ниво. Ајде малку ќе ве вратам сега на пратеничката функција. Како пратеничка овде во мојот концепт стои дека се случил еден настан во Жена парк, собрание за граѓаните, настан на кој што директно со Скопјани говоревте за законодавниот дом, за патот од идеја до закон, како работат пратениците, која е целта нели на сето на кое што се случува во собранието, како се
движат од идеи до реализација на сето она кое што го предлагате и го носите таму. Презентиравте одредени конкретни предлози за подобрување на работата на законодавниот дом. Колку граѓаните беа заинтересирани за ваквиот настан? Од друга страна, колку граѓаните се задоволни од работата на пратениците денес во Македонското собрание? Така, имавме еден убав настан во Жина парк, тоа беше караван ваш пратеник, кој беше низ цела Македонија, а последен заврши во Скопје. Бивме присутни скопските пратеници, но морам да истакнам дека ние сме цело време на терен. Тој ден бевме таму сите заедно, беше убав настан. Граѓаните што дојда повеќе што бара конкретно мина од општина Аеродром, така никако се поделија на општини, кои ни се заблагодарија за повисоките пензии, некој ни дадоа некоја критика како може подобро да работиме, повеќето сакаа некои нови клупи во малата. Значи сите барања беа реални, дадоа идеи за нешто што сметаме дека не може да го постигнеме и да го направиме. Стварно граѓаните многу добро знаат, повеќе никогаш и од нас како може кога имаат проблем да го решиме. Ние ги земавме, запишавме сите предлози што ги дадоа, после нормално ги распределуваме или по институции или во собранието кога треба да се донесе некој закон или на локално ниво, зашто пратеникот е нели прв удар со граѓаните секогаш и тука сме нормално за се што треба да помогнеме. Колку денес се говори во собранието за главниот град, за она што се случува моментно во Скопје, како Скопје да биде подобро место за живење, какви закони се предлагаат за главниот град? За жал мислам дека не доволно се говори во собранието за Скопје, ама јас советувам и сум сигурна дека сега ќе се говори многу повеќе. На Скопје му треба една нова свежина да му се врати сеајот. Нели, како што кажав, ми од локалните избори и еден градоначалник ќе биде сега кандидатот за град Скопје, сегашен градоначалник на Кисела Вода Урце Георгиевски. Тој самиот кажа дека треба да воскресне Скопје, дека со него ќе воскресне. Јас сум сигурна во тоа, дека уште во првиот круг ќе победиме и прво ќе започнеме од хигиената, па после се она што може да помогнеме во собранието, па натака како ќе не идеме на проблемите да ги решаваме една по еден, зашто верувам дека нема да биде лесно. Катерина, дел сте од повеќе комисии во Македонското собрание, Комисија за образование, наука и спорт, Комисија за еднакви можности на жените и мажите, Комисија за надворешна политика и надворешна трговија. Ајде малку накратко за активностите во овие комисии, како дел од вашата пратеничка функција, потоа ќе продолжиме со локални теми. Да, член сум на тие комисии. Секогаш, не само на тие, него ние пратениците присуствуваме, за сме во текстовите закони, скоро на сите други комисии, што се во собранието. Најмногу сакам да кажам дека еднаквоста меѓу мажите и жените ќе бидам најсреќна кога ќе стигнеме до да биде 50-50, да немаме веќе квоти мажи и жени. Во однос на образованието донесовме многу закони за младите, за студентите. Имаме субвенциониран студентски оброк. Исто така се донесе закон за нови електронски уреди за студентите, запишано 2025-2026 година, без разлика дали е редовен или дали е вонреден студент. Тековно работиме, како не доаѓаат работите, свекуваме комисија и после нормално ја на седница нели ги. Така, на прагот сме на новата учебна година, еве сега со образованието, така ми ја наметнавте и темата за оно што е интересно е тоа дека летово во Аеродром се реконструира и градеа многу од основните општински училишта. Колков е капацитетот, што се работеше конкретно во делот на училиштата, каков е капацитетот и во градинките? Запознаена сте, затоа ве прашувам, затоа што сте секојдневно на терен, токму во ваквите средини. Во Аеродром имаме 8 основни училишта и 2 градинки, што се централните, имаат своји клонови повеќе. Се гради во сите и во градинките и во сите основни училишта. Се менуваат каде што има потреба кровови, плочки, прозори. Исто така морам да напоменам со поддршка од владата што имаме
во неизмерна количина се доделија и прочистувачи за градинките, за дечињата може да учат во една поздрава средина да растат, и тоа ни е најважно, децата да бидат во безбедна и чиста средина. Ајде сега за мултифункционалниот центар ќе ве вратам повторно. Претходно почнавте да ми кажувате. Која е идејата и целта на ваквиот мултифункционален центар? И значи ли тоа дека досега во аеродром немало вакво место за ваквите случувања? Да, такава голема општина немавме мултифункционален центар, немавме каде да одржуваме настави, да гледаме кино, театар. Конечно аеродром добива еден мултифункционален центар каде што ќе се распространува на 1500 метри квадратни, ќе има 240 седишта, ќе има кинопрожектор, ќе може да има театар, исто така изложби, едукативни центри. Така, претпоставам сите културни случувања, манифестации, сето тоа ќе биде покриено. Конечно аеродром ќе има еден нов лик со културниот центар, зашто само тоа фалеше во аеродром. Мислам дека друго се имаше, можеби не достигала една библиотека помина, што се надевам дека тоа ќе се реши, ќе го ставиме во програма. Другото се имаме, би кажала кога ќе поминам од железничка, како да влагам во градот. Така, немате потреба да доаѓате на кај центарот на градот. Катерина, кога е предвидено ваквиот проект да започне и да во кој временски период? Средствата ги обезбеди владата заедно со Министерството. Станува збор за 99 милиони денари. Да. Владата заедно со Министерството за култура, министерот за култура и градоначалникот више го потпишаа договорот, а следат сите други процедури, изведувачи, се така. Тоа е во тек, се надевам дека за отприлика 2 години ќе имаме еден прекрасен и најубав центар во цело Скопје, мислам ќе биде нов и стварно ќе биде приубав, ќе ве поканиме да дојдете нормално на отворање. Катерина, од 25 август до 4 септември најавивте дека ќе бидете во сите населби во аеродром, каде што ќе ги слушнете идеите за идната програма за градоначалничката функција и советот секако, односно за се идно кое што ќе биде ветено и реализирано во општина Аеродром. Која е идејата на ваквиот караван во населбите во аеродром? Така е, заедно со градоначалникот Дејан Митовски, нормално сегашниот идниот градоначалник на аеродром, направи караван за идеи во сите населени места во општината. Граѓаните више почнавме со идеите, нели сега ни е трет ден. Доаѓаат во неизмерни количини кои да го пофалат, кои да го скритикуваат каде што треба да се направи. Они на ливчини ги запишуваат своите идеи или на неговиот мејл што го достави, може да му ги испратат и по електронска пошта. Тоа еден сакам да кажам дека креираме иднината на општината Аеродром заедно со граѓаните, а одам на сите тие средби како пратеник од општина Аеродром. И ова е еден убав настан што треба да се одвива, мислам, секоја година, секоја 4 години кога има локални избори, зашто суштината тоа граѓаните да бидат слушнати потребите нивни. Ние сме само нели во моментот ставени да ги извршуваме потребите на граѓаните. Така да мислам дека ова е една одлична идеја. Имаме уште неколку дена од караванот за идеи и кога ќе завршиме ќе почнеме со подготовка на програмата во општина Аеродром. Предпоставам дека тоа е и целта во дослух токму со вашите сожители да се формира и новата предизборна програма на градоначалникот и советот. Во делот на инфраструктурата остана ли некоја улица која е клучна не е доизградена во Аеродром? Најавивте и нова градежна офанзива, односно на повеќе од 30 локации најавивте дека ќе се гради. Што уште остана неизградено во Аеродром? Се гради во моментов на 30 локации, на 30 локации. Се прават сите улици што беа ветени, има повеќе. Да не ги набројувам, се да одземам време, се прават тротоари, плочниците се менуваат. Ги начекавме игралиштата во една стварно неубава состојба и тие постоички така мали нови да правиме. Изгубивме многу време да се реконструираат новите детски игралишта и спортски игралишта, сите се реконструирани. Аеродром го врати сејатот пред 4 години
веќе имаме една поубава и почиста општина, можам да кажам, може секогаш повеќе, ама стварно се трудиме и сметам дека на чело со градоначалникот Дејан Митевски ќе има многу поголеми резултати во следните 4 години, тоа граѓаните го гледаат, поради тоа што тој цело време на улици, сите овие улици, тротоари, патчиња, во сите делови на аеродром каде што се гради, излезе од посетета на градоначалникот на терен заедно со граѓаните. Како клучно во мојот концепт е и проблемот со водоводната мрежа, тоа го споменавме во повеќе наврати, дали е решен тој проблем? Да, се почна работата за водоводната мрежа, веќе бевме на терен, мислам дека сега беа повторно на увид, мислам дека е прекрај, треба да се заврши кај да во завршна фаза. И сите проекти што ги набројав, впрочем се во завршна фаза, освен ова што кажа со градинката пчелка доградба и за мултифункционалниот центар ќе треба нели време да се отпочнат. Се потпиша договори, ама не се почнете. Друго се е веќе во завршна фаза. Така, како еден дел од концептот, во мојот концепт стои нели чиста околина и здрава животна средина, по тој повод ви одржавте една зелена акција за чиста иднина, од која што исто бевте дел, колку се присутни, односно колку се чести ваквите акции во општина Аеродром, колку граѓаните се свесни и одговорни кон здравата животна средина, кон сметот, кон дивите депонии во тој дел? Така, ние секогаш поддржуваме, секогаш сме да се засади дрво повеќе или цвет повеќе, тоа го негуваме со години традиција, го правиме неколку пати во годината. Општина Аеродром и е најзелената општина. Граѓаните стварно има свесни, ама има и несвесни граѓани што треба малца повеќе да внимаваат за неродот и за ѓубривото, за депониите. Почнувајќи од себе, треба да излеземе, да имаме едно чисто мало и да знаеме. Затоа сепак ќе кажам дека немаме веќе толку доволно по Јане Сандански улицата, вие сигурно сте биле во Аеродром. Порано имаше на секој ќошканта или се дупнат или нема, воопшто на Аеродром нема ингеренција за да постави, така да сметам дека сега кога ќе има нов градоначалник, дека ќе се реши и тој проблем. Така и нешто што е ново и свежо, односно што е важно да го споменаме пред прагот на новата учебна година е дека и оваа учебна година општина Аеродром ќе доделува парична помош за семејствата чие дете е прваче во едно од основните општински училишта на територија на општината. Може да аплицираат граѓаните, еве ајде од вас. Сите граѓани што се жители на Аеродром, што имаат лична карта во Аеродром, може да аплицираат за прваче. Мислам, се чини 3500 денари дека е на доместот. Така, рокот за пријавување од 2 јули до 30 септември. Така, да. И секако доаѓаме до делот за приватни прашања. Катерина, сопруга, мајка, жена која што ја тера кариерата со јавна функција, колку е предизвик еве да се живее и да се работи во главниот град? Кога се саката работата, ништо не е тешко. Предизвикот е голем кога имате мало детенца, ама секогаш кога сакаш си има време за се. Јас работам, работата се работам со мера, кога што би рекла капанашки. Да се жена во политиката не е така баш едноставно, секогаш повеќе и се мери на жената, како обличена, што носи, и така натака, но нашата партија, од каде што доаѓам ја нели како пратеник од ВМРО ДПМН, е исклучително во тоа сите да не поддржува жените и не гледате многу жени ми на функции, кои пратенички, кои директорки, така да мислам дека е полесно да... Колку вие го чувствувате Скопје како ваш дом? Предпоставувам овде ви помине детството, младоста и сега, нели секако? Да, Скопје е мојот дом, Аеродром е срцата. Скопје е мојата мината, сегашност и иднина. Јас тука во Скопје се родив и пораснав и затоа ќе се борам секогаш Скопје да биде еден поубав град. Како да ви кажам, секогаш сакам да се вратам во Скопје кога ќе отидам на одмор 5 дена и више се го барам дома да се дојдам дома. Скопје е Како е посебно Скопје чувство. во вашите спомени? Скопје е во моите спомени една убава младост помината
и сметам единствено нешто што им фали на младите малца повеќе урбан ноќен живот, зашто сега имаме дискотеки само после 12 часот. Тоа треба да се воведе да има junior, middle, Па не знам дали имаме веќе дискотеки. Да, веќе не знам дали имаме, морам да спомнам зашто сите млади ме застануваат и ништо тоа што го бараат, затоа сакам да го спомнам. Скопје во минатото кажавам, сакам да го гледам во иднината, се помодерно, се поурбано, чисто. Дајте, убаво споменавте, колку ви се обраќаат младите за нивните реални проблеми? Секако, нели, сите си имаме, од сите сегменти на животот си имаме наши собствени реални проблеми, па ете и младиот човек, денес што бара младиот човек од вас? Конкретно за во главниот град. Што недостига? Најмногу им недостига ноќниот живот, сака да има, еве са стриктно во аеродром, не знам дали ќе го имаме во програмата, мислам дека на градоначалникот му беше на памет само да види дали ќе може да се реализира едно средно училиште. Имаме 2 средни училишта. На младиот човек му недостига, како што кажав, еден урбан и модерен ноќен живот, како што го имавме пред тоа. Им недостига, се жалат исто така и уни за хигиената во градот Скопје. Мислам дека уни се посвесни моментално, некако растат со поголема свест, дури повозрастните. Сака да живеат во еден град спокоен, каде што ќе има повеќе надзор на полиција, каде што ќе бидат безбедни и така натака. Тоа више го чувствуваат и осеќаат промена, ми се јавуваат за конкретни проблеми, са не знам како да ви издвојам, сите има некои приватни или конкретни проблеми, ама тука се присутни се после долго време во политиката, дори сакаат и да помогнат, да променат нешто. Кажува, не сакам ја политички да се експонирам, ама сакам да ви кажам вака, како може. Да, јас ќе се надоврзам овде и чинам дека младиот човек денес одлучува да ја напушти државата, па еве главниот град како живеалиште, токму поради нефункционалноста, на системот кој што не обкружува, поради сметот, ѓубрето и сето она на куп, нели, кое што еве немаме дискотеки, мислам значаен дел. Значаен дел, така. Една година сме на власт. Една година сме на власт, многу се трудиме. Кажав пред малце, комисијата за образование, што е клучно за еден млад човек, работи во полна парија. Ако треба поступате, ќе го отвориме законот за да смениме нешто. Таму произлезе субвенциониран студентски оброк. Од таму излезе ваучер 250 евра за секој студент, како што кажав. Придонесуваме да има доволен капацитет да се запишат дечињата во прво одделение, за тоа да градуваме училишта, го зголемуваме капацитетот на детските градинки, за да може секој родител да се чувствува безбедно, дека може додека ги обавува своите работни уврски никаде да се го остави детето. Мислам дека ствараме некоја доверба кај младите и дека се надевам нема да сакаат да се одат повеќе од Македонија, ќе сакаат да останат во Македонија и во Скопје. Катерина, верувате ли во едно подобро утре за главниот град? Да, верувам и сигурна сум дека има подобро утре, тоа многу наскоро. Кои се вашите следни амбиции? Претпоставувам ќе бидете активна во кампањата за предстојните локални избори сега, ако вашата пратеничка функција трае. Меѓутоа, нешто следно на повидок? Видете, една година сум пратеник, не сум ни една цела година. Сакам прво достоинствено да се го завршам мандатот, па после тоа ќе видам што ќе правам. Ја имам свое работно место каде што ќе се вратам. Сакам кога ќе заврши се ова да имаме една поубава Македонија и тоа ми е единствениот приоритет во моментот, па понатака ќе се видиме и ќе ви ги кажам моите планови. Јас ќе ви посакам само успешна работа, не останува ништо повеќе од тоа да се оправдате довербата пред вашите сожители, пред граѓаните и пред оние кои што ги представувате нели во собранието. Ќе се заблагодарам уште еднаш што ја прифативте мојата покана и бевте дел од локалната програма на Вистинска телевизија. Се гледаме за нови теми, за нови идеи токму во нашата телевизија. Катерина, благодарам. И благодарам и на вас. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи, што и овој четврток бевте со нас со најновото издание на локалната програма на Вистинска телевизија во циклусот емисии Скопје ми е дома. Јас овој пат разговарав со Катерина Димитровска, пратеничка во Македонското собрание и секако поразговаравме за незината пратеничка функција, сето она кое што таму таа го представува. Опфативме дел за пратеничкиот дел за поврзан или со главниот град со Скопје, меѓутоа и за сите тековни активности
активности и проекти кои што се случуваат во незината матична општина, односно во општина Аеродром токму пред предстојните локални избори. Јас овде ќе ве поздравам и ќе ви ветам наша наредна средба токму наредната седмица. До тогаш останете поздравени, се гледаме. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни.